20 на години актуализирате темава околу поведувањето на една изборна единица, но тоа никако да се случи. Повторно ја враќате на сцена, поднесовте иницијатива. Оптимист сте дека овој пат нешто е поразлично од изминатите 2 децени? После најавата господинот Христијан Мицкоски дека ќе подржи Македонија да биде една изборна единица, се зголеми интересот кај поголем политички партии, поголемиот број се за една изборна единица. Вие знаете дека долго време ВМРО ДПМН имаше крайно ригиден став, тие беа за мнозински систем и 2021-2022 кога група на пратеници поднесовме ваква иницијатива до предлог закон за измени на изборниот законник. Тогаш имавме реални можности да го поминеме, бидејќи ВМРО ДПМН го промени ставот и рече дека ќе подржи носен закон за една изборна единица, но се договаравме неколку политички партии, дури и условивме владата, Вие напуштивте после тоа владата, февруари месец. После тоа, меѓутоа не останаа доследни тој договор помалите политички партии, некои рекоа дека не треба да условуваме владата, толку брзо да се промени законот, да одложиме до крајот на годината и така пропадна. Значи, одговорноста падна кон помалите политички партии. А сега какво е расположението кај малите? Бидејќи вас и ЛДП гледаме јавно. Мислам дека сите, колку што гледам, се сите помали политички партии за. И знаете што, концепцијски е исклучително добро за Македонија, за демократизација на изборниот процес, на изборните правила, за демократизација на државата. Натаму пратениците ќе бидат со изброј на гласови подржани. Вака има разлика, бидејќи во 6-та изборна единица со 6200-300 гласа. Да, во прва со 10.000. Така да 80.000 гласа помалку, а имат исти број на пратеници. Независно од етничкиот состав, мислам дека на овој начин прво ќе се зголеми одговорноста и на извршната и на законодателната власт, а што е битно за клучните прашања, значи круцијални одлуки што треба се носат, мора да бидат вклучени повеќе политички субјекти. Тоа е добро за Македонија, за демократијата. Тој еднопартиски систем на владење ќе се напушти и ќе бидеме ориентирани сите, и поголемите и поголемите партии на меѓусебни договарања, разговори. Ако овој систем беше присутен вака, СДСМ и ДУИ немаше да донесат, да речеме, да прифатат француски предлог или преговорска рамка, која што апсолутно е на штета на нашите национални државни интереси. Тој процес ќе одеше многу побавно и ќе се бараше поширока консултација. Значи, партиите што имат мнозинство, доминират една од политичките партии, СДСМ или ВМРО ДПМН, и тогаш кога се на власт апсолутно не се подготвени да разговарат со помалите политички партии, независно дали е дел од власта или опозиција, исти третман имат помалите политички партии. Мислам дека Добро, има и некои ризици, да речеме, на пример, ако има поголем број на субјекти кои ќе бидат во парламентот, секогаш владите ќе бидат помалку стабилни и политичкиот спектар ќе биде пофрагментиран за разлика од сега, кога на пример во моментов има многу стабилно мнозинство и може да се носат важни одлуки. Стабилноста значи забегување на власта, тотално. Ако бидат повеќе пратеници од повеќе политички партии, независни пратеници, процесот на усагласување, на носење на некои битни одлуки ќе биде можеби потежок, но ќе има различни ставови и мислења, може да се дојде секојаш до посоодветно решение, поприфатливо за граѓаните. Вака како што се одвијат работите, мислам дека сме пред некоја пресвртница. Доколку ВМРО ДПМН остане цврсто на овој став, Македонија да биде една изборна единица, значи јас предлагам мнозински пропорционален систем, предлагам да нема прак изборен и што е најбитно и натаму да се пресметката на пратениците може да биде по Донтов модел или некој друг модел. Не е тоа битно. Поддржувам тоа да можат граѓаните, нашите иселеници да гласат не само во дипломатските представништва, туку да гласат и на други места, бидејќи е многу тешко по 1000 или 1500 километра се движите за да дојдете да остварите право на глас. Тоа го поддржуваме. Што е сега суштината? Бидејќи има таква иницијатива, има такви предлози,
следната недела јас ќе инициирам да се разговори околу ова прашање, бидејќи сепак треба Министерството за правда да ги сублимира. Прво, овој концепт е разработен за една изборна единица и тој може да помине веднаш. Но има забелешки од ОПС и ОДИХР, тие исто така треба се вградат. Треба се вгради и предлогот на ВМРО ДПМН за да се гласа во дипломатско-конзуларните представништва. Тоа значи дека треба да го целиот законски проект да се преработи, да се направат корените промени на изборните правила и да дојде како предлог на владата. Тогаш се поголеми гаранциите дека ќе помине законот. Таа флоскула, пошто слушам долго време, партиите што се на власт секогаш викат да, ние сме за, ама треба поширок политички консензус. Па и сега тоа сите го викаат, рече се. Па добро, може да се рече, меѓутоа дали треба да се инсистира да сите партии се сложат. Не треба, бидејќи партиите никош за ниту едно битно прашање не се сложиле. За нашите национални интереси ние немаме заеднички став околу прашањата сврзани со Бугарија, францускиот предлог, а уште потешко да се договориме за изборен модел. Очекувам, ако ВМРО ДПМН силно обстои на оваа идеја дека е за една изборна единица, мислам дека проектот може да се придвижи. Веројатно ќе има, не викам дека не треба да има разговори, да се слушнат аргументи на другите, но за секој случај зависи од владеачката партии, бидејќи со помалите политички партии има над 80 претеници, што се доволно за да се изгласат измените на изборниот законник. Добро, има ли разлика помеѓу вас и ВМРО ДПМН во делот на она што вие сега го говорите, да биде една изборна единица, меѓутоа без изборен праг? Колку што јас се сеќавам на сите претходни отварања на ова прашање, вклучително и ВМРО ДПМН и сите други политички партии, барале да има некој минимален праг. Мислам дека посебно за нешто над 3% се дебатираше. Што е идејата? Тоа ние јавно го презентираме и во парламентот тоа сме го презентирале. Првиот изборен процес со Македонија да биде една изборна единица, да биде без праг. И ќе се види, ќе има природна селекција на политичките партии. Никој нема да обезбедат ниту за еден пратеник. Мислам, ќе имаме прочистување на политичката сцена. За следните избори може да се размислува за праг некаде околу 2%. За ова прашање сме разговарали со другите политички партии. Имаше разговори помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ некаде околу 2-2,5%. Со тоа што можно е да се движи постепено најмногу до 3%. Значи, прво без праг, натаму 2% да биде изборен праг. И тоа треба од излезените, некако што предлагат некои политички партии од бројот на запишани гласачи. Тоа е голема бројка и тешко се достигнува. Така да, мислам дека ако ВМРО ДПМН обстои на овој став, ако нема силни спротивставувања... Има поддршка од ВМРО ДПМН за првите парламентарни избори да бидат без изборен праг? Па не сме разговарале на таа тема. Имаме комуникација со господинот Кристијан Нисковски. Он стои на овој став, за овој став дека оваа идеја ќе ја речеме ќе ја буткаме да се движи напред. Околу прагот веројатно ќе се отвори таа тема. Таа до сега беше пресудна. Сега што предлагат меѓу другото, па знаете, клучно е сега за мене да помине Македонија да биде да се изгради тој заеднички став да биде една изборна единица. Вие подготвени сте да отстапите од тоа да биде без праг, затоа што некаков компромис. Па ќе видиме како ќе течат разговорите. Сега има идеи за отворени листи. Искуството, бидејќи само ние сме политичка партија што имаме подготвен проект за изборните модели. Некои држави се обидува со отворени листи, тоа пропадна. Што предлагам јас? Да постои, апсолутно поддржам, бидејќи определба на мнозинството граѓани Македонија да биде една изборна единица и да можат да го кажат својот став за секој можен кандидат за пратеник, тоа е добро. Тоа прашање сега нека се разговара. Сум за тоа овој, да речеме, отворените листи да бидат прво експериментално да пробаме на локалните избори и тоа во 3 општини предлагам: Скопје, Струга, Гевгелија, да видиме како ќе функционираат тие отворени листи, бидејќи има интерес од независни листи, така да можат граѓаните да бират кој за кога ќе го гласат. Ќе видиме како ќе
ќе изгледа тоа. Инаку лоши се искуствата. Така е многу добро популистички да затоа што настанува голема гужва, тешко, прво оди тешко кампањата, треба да водите кампања секој против секој внатре во самата политичка партија. Натаму околу собирањето на бројките, околу бројни нерегуларности, внатрешни расправи во партиите, тоа искуство посебно беше негативно пренесено, анализирано во Косово и они се откажаа од тој систем, но сум за тоа да се размислува и видиме како ќе се движи тие процеси. Да прашував што кој е ставот на ВМРО ДПМН, но гледаме дека се уште барам јавно нема соопштено став коалицијата вреди. Имате водено некакви разговори со нив, тие не јавија дека утре ќе го кажат. Видовме дека ДУИ, например, бара помеѓу 3 и 5, дел од нивните функционери велат исклучиво 5% прак. Што очекувате каков да биде ставот на вреди? Значи, овој предлогот за Македонија да биде една избраница не е против ниједна етничка заедница. Али ако 30 на години во 6-та изборна единица се бира 20 пратеници со помалку од 80 или 100 гласа споредено со другите изборни единици, со трета, мислам дека не е коректно да барате вие со помалку гласови да имате повеќе пратеници во парламентот, па независно од која етничка заедница. Парламентот ќе биде одраз и на етничкиот состав и ќе биде одраз на реалната определба на граѓаните. Така да ниту една политичка партија или етничка заедница нема да губи. Тука посебно сакам да нагасам дека имам решение во законов вградено за помалите етнички заедници, партиите што се од овие етнички заедници, тие може самостојно да настапуваат, иако значи 5 турски партии се надпреваруваат, иако најмалку има 10.000 гласа, тие ќе имат еден пратеник, со тоа што ќе влезе пратеник од партијата која што ќе има најмногу гласови. Ако има 20, ќе има 20, ако има 30.000, ќе има тројца пратеници од овие политички партии, да речеме, од турската етничка заедница. И тие не треба но тие да се меѓу себе конкуренти, тоа што се од иста етничка заедница не значи дека се согласуваат. Али сите заедно на исто гласачко тело очекуваат подршка од исто гласачко тело и сега ќе има 20.000. Партијата што ќе има најмногу гласови, таа ќе се пласира во парламентот, другите нема да влезат. Ако да речеме 7.000, ако е еден пратеник, ако прават, тогаш, ако има 20, ќе имат најмалку 2, може би и 3 пратеници. Але нема да зависат од, да речеме, волјата на некој од поголемите политички партии. Тој модел е многу праведен и ние колку што направивме анализа, во многу држави е така направен. Нека да има директно, без да, не знам, со 300 гласа ќе етничката заедница влегува во парламентот. И тоа не е лошо решение, но ова е поправедно. Сепак да бидат дел од партиите што ќе се вклучат во политичкиот надпревар. За крај само рековте дека ќе повикате на средба следната недела, тоа ќе биде некаков формат на лидерска средба? Не, јас имам намера да разговарам со координаторот на ВМРО ДПМН, бидејќи тие се во парламентот и ако сакаме да успее овој концепт, сепак треба владеачката партија која што има најголема политичка моќ во моментот, треба да ги координира, да ги менаџира овие процеси. Инаку ако оставиме сега помалите политички партии, тие можеме да се здружиме, но ефектот ќе биде многу посилен доколку ВМРО ДПМН ги почне тие консултации и разговори со СДСМ, со ДУИ, со ВЛЕН, тогаш тој процес може да биде по-забрзан и да се движи така како што очекуваме. Затоа што навистина рано сега се почна, веќе 3 години имаме до повеќе од 3 години до следните парламентарни избори и може да се направат тие корените промени во изборниот процес и кои ќе бидат во функција на демократизација на сите процеси.